Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во претходната епизода завршивме со стиховите во кои доктор Лука не известува за службата на апостолот Павле во градот Ефес. Денес ќе продолжиме таму каде што застанавме претходниот пат. Доколку имате Свето Писмо со себе, ќе ве замолам да отворите кај глава 19 од книгата Дела. Ќе ги читаме стиховите 8 и 9. Потоа Павле влезе во синагогата и тука 3 месеци смело проповедаше и расправајки ги уверуваше за Царството Божјо. Но, бидејќи имаше некои жестоки противници на верата, кои говореа лошо за патот Господов пред народот, Павле се оддели од нив, ги одвои учениците и секојдневно расправаше во училиштето на некој си Тиран. Некој можеби ќе праша што е училиштето на Тиран. Според некои толкувачи на писмото, станува збор за училиште каде секој заинтересиран можел да слушне часови и предавања по филозофија или реторика во одредени делови од денот. За основачот на тоа школо, Тиран, Лука не ни дава никакви информации, но знаеме дека апостолот Павле одеше во неговото училиште секој ден со цел да го проповеда Божиот збор. Стих 10. Тоа траеше цели 2 години, така што сите жители на Азија, како јудејците, така и елините, можеа да го слушаат словото за Господ Исус. Овој стих ни дава одредена слика за тоа како Божјиот збор се ширеше во тоа време. Лука ни известува дека апостолот Павле престојуваше во Ефес 2 години и редовно го проповедаше Евангелието. Интересен е коментарот на Лука кој вели дека сите жители на Азија, како евреи, така и неевреи, можеа да го слушаат словото за Господ Исус. Дали тоа значи дека буквално секоја личност во Азија го слушна Евангелието? Не би рекол. Мислам дека авторот користи хипербола за да истакне дека многумина во Азија го чуја Евангелието. А истовремено верувам дека дел од оние кои поверуваа, а не живеа во Ефес, кога ќе се вратеа назад на местата каде живеат, го споделуваа Евангелието со другите. Овие стихови се дел од причините поради кои велам дека Павле имаше исклучително плодоносна служба во Ефес. Стих 11. А Бог правеше многу чудеса преку рацете Павлови. Зборот преведен како чудеса е старогрчкиот збор дунамис, истиот оној од кој го добиваме зборот динамит. Бог му даде посебна моќ и сила на апостолот Павле, за да прави надприродни дела како подкрепа за пораката на Евангелието. Во следниот стих Лука ни дава опис на тие чудеса. Стих 12. Така што врз болните полагаа крпи и шамивчиња за пот, што го беа допреле неговото тело, и болестите ги напуштаа, а злите духови излегуваа од нив. Би сакал да обрна малку внимание на овој стих, каде се вели дека кога врз болните биле полагани крпи или шамивчиња кои биле во контакт со апостолот Павле, тие оздравувале и зли духови излегувале од нив. Во суштина, овој стих ни објаснува колку голема моќ и авторитет Бог му дал на апостолот Павле, за дури и преку парче текстил кое тој го допрел да можат болните да добијат исцеление и бесомачните да добијат ослободување. Помеѓу христијаните има поделени мислења во однос на тоа дали на некој друг човек му бил даден ваков авторитет или само на апостолот Павле. Јас верувам дека Бог по својата милост може да одлучи на некој друг човек да му даде таква моќ и авторитет. Не смееме да го ставаме Бог во кутија и да кажеме дека тоа не може да се случи, но треба да бидеме многу внимателни во однос на ова прашање.
Бидејќи во Светото писмо се вели дека при крајните времиња и сатаната ќе има одредени исцелителни моки со цел да заведе што поголем број луѓе. Со други зборови, тоа што сакам да го кажам е дека не секое исцеление е од Бог. Не само тоа, туку за жал некогаш се случува луѓето да добијат исцеление од Бог, а сепак, наместо да го прослават Него, тие славата му ја оддаваат на некој светец или некое свештено лице. Тоа е погрешно. Стихови 13 до 17. Некои пак од јудејците, кои лутаа наоколу и ги истеруваа злите духови, се обидоа да го повикаат името на Господ Исус над оние кои беа обземени со демони и велеа: ве заколнуваме во Исус, кого го проповеда Павле. Тоа го правеа 7 синови на јудејскиот првосвештеник Скева, а лошиот дух одговори и рече: Исус го познавам и Павле го знам, но кои сте вие? Искокна на нив човекот во кого имаше лош дух и откако ги совлада, покажа против нив таква сила што тие голи и ранети побегнаа од таа куќа. Затоа разбраа сите јудејци и елини кои живееа во Ефес и сите нив ги спопадна страв и името на Господ Исус се величаше. Интересна ситуација, зарем не? Мене ми е и малку смешна. Синовите на првосвештеникот Скева се обидоа да изгонуваат демони во името на Исус, кого Павле го проповеда. Тие немаа лична и спасоносна вера во Господ Исус, туку само слушаа дека Павле изгонува демони во неговото име и затоа се обидоа да го сторат истото. Но демоните не само што не излегоа од тој човек, туку ги нападнаа синовите на Скева, бидејќи тие го немаа Светиот Дух во себе, а тоа значи дека го немаа Исусовиот авторитет во себе. Знаете, Бог не сака ние да имаме вера од втора рака, туку лично да го доживееме и да му дозволиме да дејствува во и преку нас. Стихови 18 и 19. И многумина од верниците доаѓаа, да се исповедуваа и ги откриваа своите дела, а мнозина од оние кои правеа магии, собирајќи ги книгите своји, ги гореа пред сите, дури ја пресметаа и нивната цена и најдоа дека чинат до 50.000 сребреници. Во денешна противредност, овие книги би чинеле над 10.000 евра. Овие луѓе беа толку допрени од Евангелието, што беа одлучни да го остават својот стар живот по секоја цена. Стихови 20 и 21. Така моќно растеше и се засилуваше Словото Господово, а кога се сврши тоа, Павле науми, откако ќе ја мине Македонија и Ахаја, да оди во Ерусалим, па рече: штом ќе бидам таму, ќе треба да го видам Рим. Апостолот Павле посака да оди во Рим, за да ги посети христијаните во тој град. Интересно е тоа што тој навистина заврши во Рим, но не како слободен човек, туку како затвореник за Евангелието. Стих 22. И прати во Македонија двајца своји прислужници, Тимотеј и Ераст, а самиот остана извесно време во Азија. Верувам забележувате дека апостолот Павле имаше доста соработници кои му помагаа во ширењето на Евангелието, но и во грижата за црквите кои се родија како резултат на неговата служба. И покрај тоа што Бог му даваше плодоносна служба на се повеќе места, апостолот не ги забораваше оние кои во минатото поверуваа преку неговото проповедање. Се чини дека тој умееше да направи добар баланс помеѓу евангелизаторската и душегрижничката служба. Стихови 23 до 27. Во тоа време се создаде голем бунт против патот Господов. Некој си златар по име Димитрий, кој правеше сребрени храмови за Артемида и на занаечиите им овозможуваше со тоа не мала заработувачка, ги повика нив, а и други работници кои работеа околу такви работи и им рече: другари,
Познато ви е дека од таа работа зависи нашата благосостојба. А гледате и слушате дека не само во Ефес, туку скоро во цела Азија, тој Павле убеди и заведе доста народ, велејки дека не се богови оние што се прават со човечки раце. Затоа постои опасност не само нашиот занаед да биде презрен, туку и храмот на великата божица Артемида да се смета за безвреден и да загине величието на онаа која ја почитува цела Азија и Вселената. За разлика од денес, на почетокот христијаните беа дел од една црква, распространета на различни локации, но таа црква немаше никакво име. Христијанската вера беше нарекувана патот Господов, барем од страна на верниците. Забележете што друго се вели во стиховите кои ги прочитавме. Лука не известува дека златарот по име Димитрий, кој заработуваше многу пари правејќи храмови за божицата Артемида, ги собра останатите занаеджии за да им каже дека проповедањето на апостолот Павле станува доста штетно за нивниот бизнис. Сакам да кажам збор 2 за храмот на Артемида кој се наоѓаше во градот Ефес. Прво, од духовна гледна точка, тоа беше место на голем неморал. Историјата вели дека во него работеле околу 1000 проститутки, кои си ги продавале своите тела во името на Артемида. Од архитектска гледна точка, храмот на Артемида бил навистина раскошен. Всушност, овој храм важи за едно од 7 светски чуда на античкиот свет. Се верува дека бил најголемиот храм во тој дел од светот. Како дел од обожавањето на божицата Артемида, златарите произведувале и продавале слики и кипови со нејзиниот лик, како и миниатурни верзии од нејзиниот храм. Но, кога луѓето почнаа да го прифаќаат Евангелието, нивниот бизнис се повеќе опаѓаше. А кога на луѓето ќе им ја загрозите финансиската благосостојба, тие нема да седат мирни. Стих 28. Кога го слушнаа тоа, се исполнија со гнев и почнаа да извикуваат велејки: велика е Артемида Ефеска. Верувам дека овие луѓе одеа и по улиците на Ефес и извикуваа: велика е Артемида Ефеска. На некој начин кренаа бунт против проповедањето на Евангелието и сакаа да го задушат тоа движење. Стихови 29 и 30. И целиот град се побуни, еднодушно се втрчаа во театарот, влечејќи ги со себе македонците Гај и Аристарх, Павловите сопатници. А кога Павле сакаше да влезе меѓу народот, учениците не го пуштија. Христијаните во Ефес не му дозволија на Павле да се појави во јавност, бидејќи најверојатно ќе беше убиен во тој бунт. Стихови 31 до 36. Исто така и некои од азиските началници, бидејќи му беа пријатели, испратија кај него и го молеа да не се појавува во театарот. И така, едни извикуваа едно, други друго, зашто меѓу насобраните владееше безредие и повеќето од нив не знаеа зашто се беше собрал народот. По предлог на јудејците беше извикан меѓународот Александар. Александар даде знак со рака, сакајки да одржи одбранбен говор пред народот. Но, кога дознаа дека е јудеец, сите извикаа во еден глас и почнаа да викаат околу 2 часа: велика е Артемида Ефеска. А градскиот писар, кога го смири народот, рече: луѓе ефесци, кој човек не знае дека градот Ефес е чувар на великата божица Артемида и нејзиниот кип паднат од небото? Што ме тоа пак неспорно, вие треба да бидете мирни и да не правите ништо непромислено. Со други зборови, овие луѓе веруваа дека кипот на Артемида е паднат од небото и тоа е доказ дека таа треба да се почитува. Наместо да поверуваат во Божиот Син, кој навистина дојде во тело на овој свет, тие веруваа дека кипот на Артемида е паднат од небо.
Интересно е и тоа што писарот вели дека градот Ефес е чувар на Артемида. Зарем не треба да биде обратно? Зарем не треба таа така наречена Божица да го чува градот, а не градот неа? Стихови 37 и 38. А вие сте ги довеле овие луѓе, кои ниту храмот на Артемида го ограбиле, ниту пак Божицата ваша ја хулат. Ако пак Димитри и занаечиите што се со него имаат нешто против некого, за тоа постојат судски собири, а има и проконзули, нека се тужат едни со други. Писарот во Ефес постапи многу разумно во оваа ситуација. Наместо да ја подгрева атмосферата кај толпата, тој им даде логично решение, да ги однесат на суд оние кои го проповедаат Евангелието, па судот да одлучи дали направиле нешто погрешно. Стихови 39 и 40. Ако пак нешто друго барате, тоа ќе биде решено во законското собрание, зашто постои опасност да бидеме обвинети за бунт поради денешнава работа, бидејќи нема никаква причина со која можеме да го оправдаме овој собир. Штом го рече тоа, го распушти собирот. Тој како да вели, ајде да го решиме ова согласно законот. Нема потреба да креваме бунтови, да тепаме или убиваме луѓе кои поучуваат нешто со кое ние не се согласуваме и нешто поради кое некои бизниси пропаѓаат. Ајде да не ризикуваме да бидеме обвинети пред законот и наместо да решиме еден проблем, ние да си отвориме нов. И интересно е тоа што толпата го послуша и тој бунт беше задушен. Сега доаѓаме до глава 20, во која се опишани дел од настаните кои следуваа откако се смири бунтот против Павле и неговите соработници во Ефес. Стихови 1 до 5. Кога стивна вревата, Павле ги повика учениците и откако им даде упатства, се прости со нив и тргна на пат кон Македонија. А кога ги мина оние места и им даде многу упатства на верните, тој пристигна во Грција, таму остана 3 месеци и бидејќи јудејците направија заговор против него, кога сакаше да отплови за Сирија, тој реши да се врати преку Македонија. До Азија го придружуваше Сосипатар Пиров од Верија, а од солунјаните Аристар и Секунд, Гај од Дерва и Тимотеј и азијците Тихик и Трофим. Тие отидоа порано и не чекаа во Троада. Верувам дека дел од овие луѓе кои Лука ги набројува беа личности кои станаа христијани како резултат на службата на апостолот Павле. Но тие не само што беа негови браќа по верата, туку станаа и соработници во службата. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.